Повелете. Ајде прво Има ли своевременни избори? Вечерва извршниот одбор ќе дискутира. Направивме анализи, истражувања, разговаравме со меѓународните партнери, разговаравме со општинските организации. Централниот одбор дебатираше и даде насоки уште пред неколку седмици. Јас верувам дека вечерва ќе донесеме одлука. Шум ќе донесеме одлуката, официјално ќе ја соопштиме преку вас новинарите до граѓаните. Во која насока се движи дискусување? Мнозинството, како што го чувствувам јас, не сакам да влијам секако на одлуките, но одговорноста пред се пред државата. Дали ќе се оди со консензуален кандидат или со самостоен? Дел од оваа дискусија вечерва на извршниот одбор која што ќе имаме, ќе биде на мој предлог да влеземе во разговори со политичките субјекти во државата, не само коалиционите, туку вон парламентарните партии, опозиционите партии, барем дел од нив да се обидеме да изнајдеме преку заедничка анализа кандидат кој што чувствуваме сите дека би бил подржан од сите граѓани. Кога зборам сите етнички заедници, сите социјални групи и така натаму, се работи за претседател на државата, првата функција во државата. Верувам дека имаме шанси да успееме. Во најава рака нема да изгубиме ништо ако се обидеме. Може ќе успееме, може би не, но јас верувам дека треба да се обидеме да успееме, заради тоа што и концептот едно општество за сите го градиме преку многу алатки, едно од алатките и токму таа, како се поставуваме према луѓето, према функциите и слично. Јас верувам дека политичките субјекти, пред се одговорноста на коалиционите политички субјекти треба да биде на повисоко ниво. Ако го тераме овој концепт, навистина да смогнеме сили, да собереме енергија кај сите нас, да застанеме за кандидат за кој што граѓаните почет би застанале предимствено. Грција, да. е официјално Република Северна Македонија. Ќе менувате ли вечерва табли, имајќи предвид дека веќе логата на собранието и на владата се сменети? Знаете дека пред неколку недели, односно 3 дена или 4 дена после гласањето на грчкиот парламент, ние донесовме условни заклучоци на владата за да влезат институциите во подготовка. Македонија има нов устав, уставот треба да го почитуваме, законот за ратификација на договорот од Преспа треба да го почитуваме и на крајот на денот треба да покажеме извршување на нашите дел од обврските кои што ги имаме земени со Преспанскиот договор. Јас верувам дека сите институции кои што се подготвени, нема која прва, која втора, треба да постапат и што се подготвени тоа да го прават. Знам дека Министерството за внатрешни работи има сериозни обврски, голем дел се завршени. Имаме печати на самите пасоши на излез према Грција, каде што ќе се номинира дека тоа е исправа во собственост на Република Северна Македонија. Делот на таблите, кои што се голем дел под царина, но еден дел се под Министерството за внатрешни работи, одредени други административни аспекти, сето тоа што сме подготвени, веднаш го презимаме како што е пропишено по договорот. Знаете дека и самиот договор е флексибилен, делот на промената на одредени документи за да не предизвикуваме допълнителни трошоци кај граѓаните. Пример, налепниците кои што ги ставиме на регистарските таблички, разделот каде што стои МК, ќе биде НМК, односно Нов Македонија, ќе бидат бесплатно. Нема да ги наплатиме на граѓаните, собственици на автомобилите, за да можеме навистина тоа пријатно чувство на преминувањето на границите со Грција, конечно и да го почувствуваме, но секако ќе важи за сите. Го очекувам министерот Димитров да ги осогласи сите ноти кои што треба да ги испратиме до сите земји членки на Обединетите нации, кој што ни обврска од делот на договорот, генерално да се потврди личната карта на Македонија, сега на Северна Македонија, во Обединетите нации, тие се дел од обврските кои што ги имаме во договорот, со стапувањето на сила на уставот и уставните измени, и верувам дека имаме добро усогласени чекори заедно со грчката страна, но пред се и со нашите институции за соодветно постапување согласно новите законски измени и согласно новите уставни промени. Отворите ли темата за промена на името на партијата вечерва и кои се предлозите на вања? Договорот дава флексибилност, дури на непрофитните, недржавните институции, за активности кои што им се надвор од државата, ако се финансирани од буџетот, тогаш се употребува промена на име или во духот на Северна Македонија. Денеска ќе отвориме таа дебата, ние ќе го искористиме секако Конгресот, така да има убави креативни решенија. Никаде нема социјалдемократи од Норвешка, од Шведска или од Словенија или слично. Постојат неколку видови на решенија кои што секако се на можност да ги решаваме. Можеме да бидеме социјалдемократски сојуз од каде? Од Република Северна Македонија. Можеме да бидеме социјалдемократски сојуз од Северна Македонија, СДСМ. Можеме да останеме ако сакаме да немаме меѓународни активности финансирани од државни пари.
партијата како и сите политички партии доминантно се финансира од буџетот. Секако еден поголем дел е од нашата чланарина, од донации, како што е пропишено по законот. Можеме јасно разграничување да направиме со книговодствената евиденција за тоа што е надвор од државата. Можеме да си останеме комплетно Социјалдемократски сојуз на Македонија, тоа е регулирано во договорот, но секако верувам дека ние треба да бидеме пример. Денешната дискусија пред се ќе се води во делот на затварање на едно поглавје исто така, како исполнување на стратешки агенди на Социјалдемократскиот сојуз како важен политички субјект во Република Македонија, отварање на едно ново поглавје, новата ера која што дефинираме пред нас и на тоа прашање гледаме пред се како на еден глобален аспект. Верувам уште едно прашање што не е поврзано со НАТО и помена на името, сепак луѓето чекаат да дојде живот и во Северна Македонија, ама изгледа дојде само за вашите членови. Прашање актуелно од НОИВ, ќе ви имам листа на ваши народни на членови на вашата партија кои што се вработени во државни институции, синот и братот на Милан Стојчевска, близок роднина на Љупчо Николовски, сестрата на Кирацовски, мајката на Костадин Костадинов, на вашите коалициони партнери, синот на ќерката на Тала Џафери, синот на Горан Мисовски, ќерката на Емилија Александрова, сопругата на Зечи Рамчилович, сестрата на Асаф Адеми, сестрата на Крешни Бехтеши. Сега барем имате услови во влада, имате и монитори, покажувате како се движи економскиот раст, покажувате и други ваши успеси. Многу е лесно тоа да кажете дека се примени на регуларна постапка, регуларен конкурс и дека се достојни за таа работа и ги исполнуваат членовите. Кога ќе направите тоа да ја објасните на јавноста дека тие се примени на редовен конкурс, ги исполнуваат условите и не се примени затоа што се членови блиски на членовите на вашата партија? Ево вака, денеска на работните состаноци во владата, заради тоа што тоа е актуелно прашање и за сега граѓаните има сериозни коментари, да отворивме темата за да направиме комплетна анализа и проверка на оваа работа. Ќе видиме сите постапки како се направени. Знаете, во последната година имаме 40.000 вработувања, доминантно да во приватниот сектор, но и еден голем значај дел да се во јавните институции на упразнети места. Ќе направиме самата анализа, ќе видиме постапките, секаде каде што има привилегии, протекции или било какво влијание, секако ќе бараме повлекување на таквите места, заради тоа што навистина сакаме да испратиме порака дека сите во општеството, дури и деца и не знам било кој на некој функционер, има шанса во ова наша Македонија. Зборуваме за 20 места од 40.000, например, работни места, или еве дека се 25.000 во јавни институции, општински, државни, акционерски друштва, јавни предпријатија и слично, но и да се работи за две места, треба тоа да биде транспарентно, треба да биде покажано на граѓаните, да видат сите, не бегаме од одговорност, ќе ја видиме секоја можност како тоа е направено, дали имало компетитивност, кои се виде критериумите, како е завршено и ќе го соопштиме на јавноста доколку има и ќе бараме секакви одговорност. Тие не бегат од одговорност, членовите на вашата партија, тие што вработувале, како да ја сватиме изјавата на господин Мачевски дека членовите на СДСМ биле 10 години дискриминирани, па сега да се вработуваат. Прочитав еден убав твит како одговор на ова. Дали сега треба да чекаме 10 години СДСМ да вработува, за да биде на исто ниво? Немојте така, заради тоа што навистина има транспарентни постапки. Еве, последниот пример, изборот на антикорупцијска комисија. Го кажувам како добар пример, го кажувам и многу други примери. Јас ви кажувам отворено како председател на една од поголемите политички партии. Ниту една од партиите, ниту пак СДСМ, нема таков притисок како порано. За жал, причината е горка, миграција, заменувањето на луѓето. Се вработуваат граѓани кои што не се припадници на политички партии, рамноправно од етничките заедници, процентот е на застапеност на секаде зголемен и слично, но веројатно имаме и слабости при нашето функционирање. Затоа реков и ќе побараме одговорности ако некаде е направено тоа на несоодветен, на незаконски начин, каде што секако секој треба да си ја понесе одговорноста. Не е само да се повлече или раскине договор ако било прекршено одредено законско правило за оваа работа, туку и тој што го прекршил и самиот закон опишува како тоа се одговара за таква работа. Ќе ги соопштиме сите податоци, дадов насоки на анализи да се извлечат од секоја поединечна институција, дел се државни, дел се општински институции, со општинските во духот на соработката ќе гледаме да добиеме информациите, но потврдувам дека јавноста и должиме на јавноста одговори по овие прашања. Благодарам на сите.